Од секогаш бев креативно дете, сакав да создавам, да правам и да цртам, меѓутоа ја немав храброста за да направам чекор и да почнам да ги продавам тие изработки, туку тоа го правев само како хоби. Кога станав мајка, ја добив сила и добив волја за да направам чекор повеќе и храброст за да станам предприемач. Ако една жена ги извлече најдобрите работи од мајчинството, ќе може да ги имплементира во бизнисот. Предприемништвото и родителството е рака под рака, се навистина голем предизвик да се менаџираат двете работи одеднаш. Меѓутоа кај мене имаше позитивен ефект, бидејќи во истовремено, иако имав бебе и бев доста посветена на незе, го работев и тоа што го сакам и ме исполнуваше и мене како жена. Ги охрабрувам сите жени кои имаат замисла за тоа како да имаат некоја идеја, имаат некоја желба, имаат некој сон како сакаат да го живеат својот живот, да пробаат да го направат првиот чекор, тоа е најважен, па сите останати од после него. Татко ми архитект, па со него уште од малечка создавав некои слични изработки како макети. Мислам дека од тука почна љубовта за изработка на вакви модели. Предприемништвото лично мене многу ме ослободи. Успеав да располагам сама со својот ден и беше тоа многу важно со мало дете, да можам да имам бавно утро, да се посветам на незе. Меѓутоа и од финансиски дел мислам дека можев многу повеќе да се посветам, да се едуцирам за да имплементирам едукацијата во бизнисот, за тој што повеќе да расте. Доколку претходно жената не работела како нема познавање од предприемништво или од финансии, многу е важно да се едуцира. Јас од почетокот се едуцирам за финансии, за да можам полесно да го водам целиот процес. Ако не знаат што би сакале да прават, а сакаат да станат предприемачи, можеби треба да се вратат во детството, како јас, нели, што најмногу сакале да прават, што ги исполнувало, што им било како хоби, само така ќе успеат да ги поминат сите предизвици кои ги носи самото предприемништво. Многу ми е драго што гледам дека што е можно повеќе жени веќе се охрабруваат и започнуваат своји бизниси и си го остваруваат својот сон. Меѓутоа мислам дека треба да се направи некоја поголема мрежа од жени предприемачи кои поминале низ некое такво искуство, за да меѓусебно што е можно повеќе се поддржуваме и да ги споделуваме потешкотиите и да си го леснуваме патот кој го носи самото предприемништво, бидејќи поголемиот дел жени се мајки и тука е тешкиот дел на менаџирањето на времето со предприемништвото и родителството кое го носи. Доколку тука во тој дел повеќе си помагаме, мислам дека уште повеќе жени ќе се охрабруваат на таков чекор, ќе почувствуваат поддршка да можат да превземат иницијатива и да создадат нешто свое.